Весна Поповска, професорка, добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Благодарам на поканата, секогаш ни е драго да разговараме со медиумите. Ги слушнавме овие детали од конференцијата која што организираше Институтот за комуникацијски студии, но може ли некако да ја приближиме темата до граѓаните и гледачите, да објасниме поедноставно што е тоа странско мешање и манипулирање со информации? Па јас ќе се потрудам, иако верувам дека нема едноставен начин да се даде одговор на оваа тема и овие прашања, не само кај нас, туку и генерално во светот, затоа што некои тактики се стари колку што е старо и човештвото и светот, но добиваат друга димензија во контекст на новата безбедносна архитектура. Како што напредува технологијата, како што напредува развојот во светот, во сите сфери, така за жал напредува и во овие малициозни актери, малициозни злоупотреби. Знам често да кажам дека вистината е новото бојно поле, дека наративите се алатките или оружјата кои се користат. Кога ова се случи? Ова е релативно нов термин, иако велам дека е попознато што од постари времења, во форма на пропаганда или во форма на некаква непријателска операција. Генерално хибридните закани како асиметрична закана се препознаени од стратешката команда на НАТО некаде 2012 чинам, не ме држите со сема за збор, а странското мешање или манипулација со информации се малку понови термини. Последните десетина години се актуализираат, започна пред се во делот на конфликтите што се случуваа во постсоветскиот блок. Естонија, Латвија во обидите практично да примаков својата доктрина ја оживее повторно. Некогаш беа само дезинформации, само во облик на некаква погрешна информација, лажна информација, информација која креира негативно мислење или која има за цел да направи некаков астротурфинг, да ги историра емотивните набои за да предизвика определена промена во јавното мислење. Но некогаш се исто така дел од кинетички операции, односно видовме што се случи со Украина, иако заканата од исток повеќе се гледаше како хибридна закана, видовме за жал и тешка масовна артилерија каква што не беше видена уште од Втората светска војна. Затоа има многу појавни облици. Некогаш треба да бидеме свесни дека се злоупотребени и самите тие, но во секој случај мора да станеме будни како граѓани и како институции и како академска заедница и пред се вие како новинари, за да успееме да дојдеме таму каде што е потребно, за да успееме да заштитиме и вистината и либералните вредности кои се повеќе се на удар во светот кој се менува. Сега ги споменавте медиумите и новинарите, ќе бидам малку самокритичен кон медиумите, но и да бидеме некако поблиску до нашите теми. Колку релациите Скопје-Софија и начинот на кој што медиумите во Македонија и во Бугарија информираат на темата може да се гледа како странско мешање и манипулирање со информации? Видете, за да дадеме проценка конкретно, тоа е работа на безбедносните служби, не е моја. Јас сум сепак дел од академската заедница, но во секој случај, во секој ден контекст кај што има емотивен набој, има и простор за дезинформација и за странско штетно влијание. Медиумите се тие кои треба да извадат вистината и да препознаат што тоа е вистински наратив, а што тоа е нешто што е турирано со цел да предизвика определена поларизација или определена реакција кај јавноста. Затоа што знаете, тие се многу интересни. Наратив као наратив некогаш е кажан со зла намера, некогаш е кажан без намера, некогаш се надоврзува, некогаш е трачарски ориентиран. Меѓутоа на крајот на денот добивате тоа сето се нагомиле, добивате чудовиште кое не можете да го контролирате. И најчесто тоа е отелотворено во избраните институции како поединец кој е некаде упаднат. Како легитимен, условно кажано, представник на некое движење или политичка група или партија. И потоа веќе станува decision maker. Меѓутоа работи за некои други интереси. Сега, колку тоа се случува во светот или било каде, не е мојата процена повторна. Верувам дека темата на билатералните односи со Бугарија со соседите генерално е болна тема или тешка тема во најмала рака за сите нас. И сега кога е емотивна тема, затоа што имаме споделена историја и би требало да имаме споделена и очекувано да има различни интереси во тој процес. Ако ги гледаме наративите кон државата или во државата кои се појачуваат, ги забележиме особено преку факт-чекинг алатките, дека тие се појачуваат за време на избори, пред време на сериозни прашања, пред време на некои меѓународни билатерални посети. Затоа треба и да сме свесни што тоа е вистинско, што тоа е, да речем, грасрут, кој би бил соодветниот збор, значи дојдено од коренот, а што тоа е наметнат. И затоа велам дека 70% од проблемите со дезинформациите може да ги реши квалитетно новинарство, но многу е потешко да имаме квалитетно новинарство, вие тоа подобро од мене го знаете, од повеќе причини. Особено што регулацијата во таа сфера е исто така специфична. Медиумите подлежат на саморегулација, затоа што постои опасност од цензура и од чилинг ефект. Златниот стандард е член 10 на Европската комисија за човекови права. Меѓутоа, како тоа во пракса се спроведува и како тоа во светот на дигиталните медиуми
изгледа, вие го знаете и подобро од мене. Сега ќе го пренесам и амбасадорот на Велика Британија кој што вели дезинформациите не бомбардираат и граѓаните и новинарите не можат да проценат што е легитимна дебата од пропаганда. Тоа тој ова денеска го порача на конференцијата на Институтот за комуникацијски студии, но Македонија е сериозен играч од аспект на ранливост. Членка е на НАТО алијансата. Како членка на НАТО, колку државните институции сериозно го таргетираат овој проблем? Што покажа вашата анализа? Анализата како таква, меѓу другото, произлегува и од представници на државните институции. Она што го препознавме, извештајот на 50 на страници, може да го погледнете на веб страната на Институтот за комуникацијски студии, затоа што практично они беа организатори на целиот овој процес и се работи за нивен проект, спонзориран повторно од британската амбасада. Ќе објаснам и зошто на британската амбасада веројатно е важна. Покажа дека институциите имаат свесност. Значи немаше човек што не знае или не чул што е дезинформација, што е хибридна закана, некогаш ги мешаат поимите, но ги знаат, свесни се за постоењето на проблемот. Значи има нека основна институционална инфраструктура, има и основна полиси или документарна, да ја речем, инфраструктура, затоа што има стратегија за справување со хибридна закана и отпорност, која истекува, која треба да се ажурира патем, но постои. Министерството за дигитална трансформација почна некои процеси други сериозни што се однесуваат на имплементација на низ директивите, што исто така е важно, затоа што овој проблем е многу широк. Не може да го реши една институција или еден поединец. И одговорност на сите, и на поединци, и на институции, и на државата во целост. Затоа мислам дека е многу вредно да се искористи тој инпут како човечки фактор, таа свесност да се надгради, затоа што постои свесност, но е многу диспропорционална или различна. Едноставно тие точки се поврзат во некој по-конкретен систем, повидлив, за да стане попрепознаен во општеството. Британија, односно Обединетото кралство, оваа година, јули 2025 година, донесе нов акт, направи измена законодавството. Зошто? Затоа што шефот на безбедносната служба процени дека странското мешање е на закана по националната безбедност. И тие воведува нов систем на регистрација, дори што е малку и пооштро, ќе се согласите со мене, како начин на реагирање, но ја препознаа заканата. Така што важно е препознавањето, важен е одговорот. Зошто? Затоа што јас верувам во безбедност која се базира на човекови права и затоа што многу е важно да либералниот периметар не дозволиме да се стесни во поглед на новите безбедносни побарувања на глобално ниво и да возможиме механизми кои ќе практично ќе ни го возможат либералниот периметар и слободата која живееме да имаат соодветни механизми, надзорни, транспарентни и едноставно да живееме безбедни во слободен свет колку што е таа можна. Да, сега споменав дека вие сте еден од авторите на овој документ за јавна политика кој што го издава Институтот за комуникацијски студии. Таму препорачувате дека е потребен интегриран национален механизам за одговор на странското мешање и манипулирање со информации. Како би требало да функционира тоа? Да, па колегата Александар Грижев денеска даде прилично обстежно брифирање, можеби и го имате во материјалите погледнато. Дадовме 3 предадок модели, со тоа што нагласивме дека сите имаат предности и недостатоци и дека не се вечни како идеја. Оно што е важно е дека ниту една земја во светот, ние гледавме 17 или 18 национални системи, затоа што систем како систем дури нема да го препознаете како таков, многу е тешко да добиете податоци. И затоа оваа студија е пионерска и е многу важна и за регионот, но верувам дека и за поширокиот општествен контекст. Многу е важно да се препознаат актерите и да се придонесе за whole society approach или пристап на целото општество. Неколкуте модели што ги предлагаме, едниот е актуелен да се зајакне последичкиот систем, односно Советот за координација на безбедносните служби. Другиот механизам е да има посебно тело кој би било под влада. Исто така може да има и некаков централен механизам кој би бил по некој од другите министерства што се надлежни, затоа што нема два исти системи. Балтичките држави, например, повеќе одат на систем на когнитивна отпорност, справување со, затоа што заканите се различни секаде. Тајван, например, има многу сериозна, иако не е нели репер во контекстот. Да, веројатно зависност од ситуацијата во која функционираат Тајван има проблем општества. со Кина, реално. Така што сите општества имаат некаков проблем, но треба да си го најдеме нашето најсоодветно решение. Сега да го ставиме сето ова во еден глобален контекст, имаме активни воени конфликти во светски рамки, колку ова се користи во воени, како воена цел? Апсолутно. Скоро никогаш не доаѓаат сами по себе хибридните или асиметричните закани, дезинформацијските или манипулативните алатки сами. Туку одат во контекст на постигнување на други пошироки стратешки цели. И сега, веројатно најпознато на сите нас ни е она пишување на статии и креирање веб страници во Велес за изборната кампања на американскиот претседател Трамп во неговиот прв мандат. Дали сме ние некој примерок на кој што се посочува во учебниците?
Па се надевам дека не, затоа што реално се уште нема конкретни учебници кои се занимаваат со конкретна математика, има чептери, има прирачници, има практикуми, но хибридните закани се уште се земаат во поширок контекст, а генерално асиметрични закани. ФИМИ, односно она што е СММ кај нас, е се уште релативно понова појава и да, веле служи како дел од школските примери, но не е единствен и не е конечен. И не значи дека е нешто што или не е завалено, значи тоа е реалност, како да ви кажам. Моментот кај што рековте дека веројатно сме поранливи, да, ама треба да сме свесни дека од една страна сме поранливи, од друга страна сме посилни, затоа што сме НАТО земја членка и затоа што го имаме заедничкото искуство. Од пред 2 години Македонија има свој представник и во центарот во Финска. Колегата беше денес заедно со нас на панелот. Така што оваа мреженост, она што го прават и институциите наши, апсолутно е важна и апсолутно помага да се крене нивото на подготвеност или на резилиентност, затоа што ние нема да живееме во побезбеден свет за 5 години од сега, но мора да станеме порезилиентни или поотпорни како луѓе, како институции и како држава. Тоа се прави само со заеднички координиран пристап и со вклученост на сите актери. Тоа не подразбира дека треба да чекаме некој да ни каже дека нешто треба да направиме, туку како граѓани, како медиуми, како актери да бидеме будни и свесни и да знаеме да ги препознаеме наративите кои не се искрени и да имаме медиумска писменост па да ги проверуваме изворите. Затоа и секогаш ги ценам медиумите кои функционираат. Да, токму тоа сакам да ве прашам за крај. Велите дека не е нешто ново, се користи одамна, меѓутоа се менува со менувањето на технологијата. Треба ли да очекуваме дека ова ќе стане се поприменувана алатка како цел за војување во иднина? Апсолутно и ќе стане веројатно многу пострашно затоа што вознемирачките технологии, вештачката интелигенција, можностите за копирање на глас, на видео и така натаму даваат многу голем пристап на технологијата за злонамерни актери. Токму затоа и треба да бидеме посвесни и поподготвени колку што е можно, иако никош не може да бидете доволно спремни за одговор. Да, професор, ќе ви благодарам многу за убавите совети и за гостувањето вечера во тема на ден. Ви благодарам.